Филип Талевски, после финалето во Струга, извонеден меч на Вардар, на Еврофарм. Среќата можеби беше на ваша страна, меѓутоа почеток е ова на подготовките. Колку е Вардар подготвен за следните предизвици и колку е ова слика што ја видовме во финалето, вистинската слика на Вардар? Точно така, ова е само еден почеток. Знаете, загубивме во првата средба во Суперкупот со Еврофарм. Тука се реванширавме. Доликува на вакво дерби да бидат и вакви утакмици до последно да биде егал. Многу не радува што публиката се врати на трибините, каде што тоа е секогаш за нас плюс. И Вардар и прошлата година имаше лош почеток, но на крај покажавме кој е Вардар. Се надевам дека и оваа година допрва следува нашето најдобро. Се фокусира и на тоа што не очекува, сега следува наредна недела турнирот во Германија, потоа двомечот за Final Four со Загреб, така да фокусирани сме напред и оваа победа многу ни значи за нас. За разлика од лани, годинава Филип Талевски игра многу поопуштено, многу по, да кажам, да не речам попрецизно, меѓутоа ја нема она нека нервоза во играта. На што се должи тоа? Дали веќе се привикна на Вардар или... Па можам да кажам дека покрај тоа што во Германија не играв доволно, дојдов тука во Вардар и прошлата година беше така турбулентна со многу малци утакмици, првата полусезона, потоа со едно лош почеток на годината со тоа светско првенство. Мислам дека се тоа имаше влијание, но тоа се заборави, таа сезона се заборави. Нашите цели ги остваривме, Вардар да биде шампион. Оваа година влегов со чиста глава и мислам дека ќе го покажувам тоа што треба да го давам на терен. Оваа сезона можеби и многу подобро да се одигра, бидејќи ротациите што Вардар ги има се многу почести, на секоја позиција има повеќе играчи. Колку тоа би ти олеснувала работата? Па реално тоа е многу убаво за секој играч. Сепак имаме добар ростер, квалитетни играчи на секоја позиција, така да максимално сите ги слушаме работите и советите што ни ги дава нашиот тренер. И тие 15-20 минути што ги имаме на располагање, пример прво полувреме или второ, ние треба да го дадеме максимумот и мислам дека со заедништво и со сплотеност можеме многу да направиме. Фала многу.